Средното општинско училиште Ѓорче Петров денеска представува образовна институција која ги исполнува сите услови за непречено одвивање на наставно-образовниот процес, како и за практично одвивање на наставата. 10-годишно инвестиционо вложување и одлична соработка на училиштето со Министерството за култура, невладиниот сектор и локалната самоуправа, истакна директорот на училиштето Дејан Димовски. Инвестирајќи во образованието, ние инвестираме во нашата иднина. Менаџерскиот тим Писо Ѓорче Петров Пилеп со гордост може да зборува за бројните инвестиции кои се направени во нашиот училишен центар од 2005 година па наваму. Преку годишните планирања, а во непосредна соработка со Советот на родители, нашите инвестиции се осмислени да ги подобрат условите за учење, за работа на сите оние кои се дел во училиштето, а пред се на учениците. Но да почнеме со ред. На почетокот е саниран покривот на училишната зграда и работилницата за преработка на дрво. Набавени се компјутери за секој дете и лаптопи за професорите. Набавени се клупи и столчиња кои што се адекватни за новите компјутери. Променета е застарената електрична инсталација со цел да нема пречка во работа на компјутерите. Комплетно е променето осветлувањето на приземјето и првиот кат. Поставено е парно грејење на нафта со автоматизирана котлара. Променета е целокупната столарија во школото, како внатрешната, така и надворешната. Поставување на разгласна станица во целата училишна зграда, во секој ходник и во секој училница. Пуштање во употреба на нашата убавица спортската сала. Изградба и отпромување на кариерен центар за наставни и воннаставни активности на учениците. Реконструирање на магазинските простори, се со цел да се изградат кабинети за практична настава. Ние изградивме тука лабораторија, која што воопшто ја немавме, изградивме нов фризерски салон, кој што ни беше стар и неадекватен за потребите на училиштето, и секако направивме нова просторија за физиотерапевтите профил, кој што во тој период беше нов. Комплетно е партерно уреден училишниот двор, со поставување на потпорни зидови поради висинската разлика на училиштето, потоа поставување на бекатон плочки по целата површина на училишниот двор и целосно канализирање на атмосферската канализација подземик, се со цел водата да не останува во училишниот двор. Изградивме нов лес со сензорни врати од југозападната страна на училиштето, со што на учениците во прилично им го овозможивме протокот низ училиштето да поминува непречен. Поставено е ново осветлување на вториот кат, со што старите светелки се заменети со нови штедли. Реконструкција, проширување и опремување на кабинетот по информатика. Отворена нова просторија која што служи како центар за медијација. Набавени се камери за поголема безбедност во училиштето, како на учениците, така на професорите, а воено и на инвентарот во училиштето. Поставени се нови заштитни решетки на сите прозори од приземјето. Поставени се заштитни предиња на сите прозори во училишната зграда. Набавени нови столици, клупи за седење во училишниот двор и клупи за седење по ходниците за учениците. Поставени плочки по зидовите од скалишниот простор за подобрување на хигиената и подобар изглед на интериер. Поставување на декоративен зид од дрво во ходникот на школото, изработен од учениците од работвачката струка. Со поддршка на јавното комунално претпријатие Комуналец, комплетно се уредени сите зелени површини во кругот на училишниот двор, со замена на неквалитетната земја, со плодна и посевање на трева. Поставени се и пристапни пратеки низ зелените површини, поплочени со бекатон плочки кои што даваат 3D ефект. Со исти такви бекатон плочки потеќе постапка да се поплочи паркинг просторот во кругот на училиштето. Во најава е поставување на термоизолационна фасада на училишната зграда. Ние имаме изготвен и проект за средување на санитарните јазди во целата зграда на училиштето. Почитува, во нашето училиште работиме на меѓународни проекти, преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, но и преку други фондови можеме да кажеме дека на задоволство на учениците сме посетиле земји како Шпанија, Португалија, Романија, Србија, Хрватска, Молдавија, Швајцарија, Словенија, Унгарија. Кога ова ќе го претвориме во бројки, во нашето школо се инвестирани повеќе од 60 милиони денари или повеќе од милион евра.